Повеќето народни избраници што гласаа за францускиот предлог не се македонци. Увидот во листингот од гласањето покажува дека од оние што дадоа подршка за францускиот предлог, само 32 се македонци, 30 се албанци, 2 се турци, 2 срби, 2 бошњаци, 1 пратеник ром и 1 пратеник влав. Ова значи дека мнозинството пратеници македонци не дале подршка. Од 80 за се изјасниле само 32. За ова се огласи и поранешниот пратеник Илија Димовски, кој на својот Facebook профил вели дека на овој начин е загрозена уставната еднаквост на граѓаните. Македонците во Македонија немаат право да одлучуваат за себе и да ги заштитат своите културни, јазични, образовни, историски и идентитетски карактеристики како што другите имаат право. Ваквото редување ќе мора да се смени и граѓаните ќе мора да се стават во еднаква позиција и со еднакви права без разлика на нивната етничка припадност. Коментари стигнуваат и од независните експерти кои реагираат на ваквото гласање. Мнозинството во македонскиот парламент ги надгласа пратениците етнички македонци за францускиот предлог, кој ги наметнува идентитетските прашања што ги бара Бугарија. Опасен преседан, поддржан од Европската Унија, веќе ги доведува во прашање темелите на македонскиот уставен систем и поттикнува долгорочна криза. За францускиот предлог гласаа сите пратеници на СДСМ, освен еден, Диме Велковски, 2 пратеници на ЛДП, додека Павле Трајанов од Демократски сојуз и Маја Морачанин од Дом, иако се дел од владината коалиција, не дадоа поддршка.